Добар ден и добре дојде за господинот Здравко Трајанов, директор на јавно предпријатие Национални шуми. Како сте? Благодарам на поканата да учествувам во оваа емисија. Фала Богу, нели добри сме, се надеваме на успеси на нашето предпријатие. И секако да одговориме на прашања кои што сигурно сум дека ги интересираат и ги засегаат граѓаните и ќе потврдиме на самиот почеток дека дрвократството во Македонија навистина зема замав, тоа го кажуваат и податоците од надлежните институции, голем проблем кој што тешко се решава и покрај сите контроли, акции и казни од страна на надлежните институции. Па би ве прашала дали всушност благите казни, па дури и неказнивоста на дрвократците се една од причините тие да ги уништуваат шумите со бесправно сечење и генерално колку успешно се справувате вие како јавно предпријатие со овој проблем? Секако, казните се една од мерките кои треба во суштина да го спречат дрвократството и колку е поголема ажурноста на обвинителството, на судовите, да ги процесираат сите овие дела и да добијат крајна завршница со плаќање на глоби кои не се мали, или со нормално ако е кривично дело одење во затвор, тогаш би се постигнал подобар ефект. Меѓутоа, често пати и во судството имаме проблеми, па секако и тука мора да се поработи и на таа материја. Всушност, каде затајува системот за да докрај се истуркаат овие процедури за конечно да бидат казнати виновниците? Системот затајува во преголемиот обем на пријави кои се поднесуваат, а од друга страна малата реализација. Системот затајува и на многу други места кои очигледно како држава се уште не сме ги согледале, затоа што во суштина станува збор за една голема дискрепанца. Нашите служби годишно ќе запленат некаде просек 500 до 1000 метри кубни. Со помош на шумската полиција, на МВР, статистиките зборат дека на годишно ниво некаде во просек се запленуваат околу 25.000 метри кубни. Од друга страна, имавме еден проект кој беше финансиран од ФАО, го работеше Шумарскиот факултет, сум учествувал и јас, професорката Македонка, професорот Пандет Рајков и така натаму, повеќе професори, и јасно укажа проектот дека во Македонија се горат над 1.000.000 кубика дрва. Од друга страна, ако гледате нашето редовно производство и тоа што е производство од националните паркови, тоа што е пријавено како производство, ќе видите дека во просек некаде низ годините ние се движиме на 600.000 метри кубни реално продадена дрвна маса. Сега прашањето и самиот проект беше таков неевидентирана дрвна маса која потекнува од разни извори. Каде се надополнува тој недостаток? недостаток? Каде што се надополнуваат тие кубици до над 1.000.000 метри кубни и овде предпоставуваме дека реално се случува огромна проневера за кој системот не дава одговор. Затоа, согледувајќи го тоа и правејќи некои анализи и претходно што се случувало, да речеме пред 90-тите години во Република Македонија, каде што имаме етат, односно производство на дрвна маса некаде околу 1.000.000, и тогаш се крадело, ама многу помалку, и сега стигаме до клучните бројки што во оваа ситуација. Очигледно институциите вака поставени не може да дадат одговори. Меѓутоа силно работевме на ова проблематика и се уште ќе работам на таа проблематика. Проблемот е детектиран, всушност треба сега поинтензивно да се работи на решавање. Бараме начин како да се смени систем. Тоа што го правиме во соработка со Министерството за земјоделство, шумарство и стопанство, министерот Цветан, екипата од делот шумарство, Даниела Иротова, Орце и така натаму, тоа што го работиме е воведување на нов систем електронска испратница, каде што јасно ќе ги следиме движењето на дрвото, на легалното дрво зборам, и ќе имаме представа како кој се снабдува во државата со легално дрво, а остатокот веќе со тек на годините, кога тоа ќе профункционира како модел, едноставно ќе бараме каде завршува и нелегалното дрво. Мислам дека тоа е многу битен момент во целата приказна и на некој начин целата моја концентрација во борбата против дрвократството за почеток ќе биде насочена таму, затоа што овој традиционален метод како ги браниме шумите, нашата шумочуварска служба, шумската полиција, МВР очигледно дават резултати
Меѓутоа, нели, во корелација, реков, со судовите немаме завршница и на некој начин останува дилемата каде се тие 400.000 метри кубни. Так. Можеме да констатираме дека всушност и нема шумски регион во земја во кој не е нападнато од дрвократците, па можеме ли да говориме за тоа кои се најзагрозени региони во земјава и каде најмногу има бесправна сеча на дрва? Секаде. Секаде, значи целата територија. Нема правило, не е тоа нити источна, нити западна, нити централна Македонија, едноставно дрвократство имаме секаде и очигледно поголемите конзументи како Скопје, Куманово, Прилеп и така натаму градови кои имаат многу повеќе граѓанство, жители, нели, таму е поизразено, меѓутоа и во помалите места тоа е присутно како појава. Рековте, со текот на годините се зголемува и дрвократството, во смисол на тоа некако и годиниве наназад енормно растеше и цената на дрвото за грејење. Всушност, можам слободно да кажам, уриваше рекорди и всушност дрвократството овде се појавува како вносен бизнис, па би сакал овде да го споменеме и менталитетот на граѓаните кои, не девајќи се дека поевтино ќе набават огревно дрво, купуваат бесправно сечени дрва со ризик дека можат, нели, да им бидат одзебени. Како течат акциите за справување со овој проблем и колку се успешни? Вака, во однос на енергијата како средство за затоплување, нели? Дрвото како енергенс. И дрвото како енергенс, како и да ги поставуваме работи, сепак е најевтин. Најевтин енергенс. Така да, во секој случај, како се движат и другите енергенси кои имат инпут во нашето производство, така се зголемува и цената на дрвото, меѓутоа се уште сме најевтиниот енергенс во државата. И не случајно многу граѓани го користат дрвото како начин за затоплување, затоа што тоа е поевтино. Во однос на дрвократството, тие се нелојална конкуренција затоа што не плаќаат даноци. Едноставно, тоа разликата во цени е тоа што е сива економија и нормално трошоците за, нели, да се тоа дрво и украде, меѓутоа неплаќањето на тие даноци према државата, тоа е таа разлика што се јавува. Ја знаеме ние пазарната цена и на украденото дрво и на нашето дрво, меѓутоа во секој случај. Но затоа споменав, од една страна имате поевтина цена, ама од друга страна пак и ризик да одговарате и кривично и да ви бидат одземени иако сте платиле за тоа. Секако граѓаните треба да бидат свесни дека подлежат на контрола и откако ќе купат дрвото. Значи тие треба да докажат од каде им е купено дрвото. Значи шумската полиција има ингеренции да го провери потеклото на дрвото и во рамки на дворот. Значи и едноставно тие граѓани кои купуваат нелегално дрво ризикуваат да бидат предмет на обсервација на институциите на државата. И секако не сакаме тоа да се случи. Меѓутоа тоа што ние па од друга страна го правиме, свесни за околностите, сакаме да понудиме дрво на пазарот по реални цени, да можат граѓаните да го купат. Тоа што сакаме и како новина да го воведеме е да поработиме и на еколошкиот момент, да воведеме и суво дрво, на некој начин и таа еколошка компонента преку зголемувањето на енергетската вредност на дрвото кое ќе се гори како суво, да ги подобриме перформансите и на некој начин да ги фатиме сите нормални европски и светски токови во таа насока. И клучно во сето ова е да се води комплетна целосна контрола за тоа колку дрва се исечени и каква е нивната намена, сето тоа да се проследи легално за да можат да дојдат на легален начин, по легален пат до граѓаните. И ќе потврдим уште еднаш и дека дрвократството е организирана мрежа, слушнавме и претходно, па нели покрај сите контроли и акции кои што ги имате на терен и за пленување на нелегално сечените дрва, дрвократството повторно си останува вносен бизнис и за поединци, но и за организирани групи. И затоа овде се наметнува уште еднаш прашањето колку е запленето, а колку реално дрва се украдени со нелегална сеча и дрвократците успеале да бидат неказнети. Сепак овде контролата некако не може комплетно да се воспостави. Апсолутно, тоа го констатирав и во првото прашање. Значи разликата од 25.000 метри кубни која ние ја
пријавуваме како статистички податок во Завод за статистика по сите основи и тоа што се јавува како научен податок кој е релевантен, дека ни фалат тие 300-400 илјади неевидентирано дрво, едноставно мораме да поработиме на тоа да ги најдеме тие модели за сето тоа да биде канализирано, да на пазарот имаме дрво кое е легално и на некој начин да ја сузбиеме сивата економија и тоа што значи богатење на одредени криминалци од целиот овој уносен бизнис. Некои или голем дел од шумските пожари во земјава се предизвикани со цел да се олесни дрвократството, а морам да напоменам дека имаше инциденти предходните години кога представници на шумската полиција беа нападнати од дрвократците. Како се справувате со ова на терен? Да, во суштина јас кога дојдов на оваа позиција директор на јавното предпријатие Национални шуми, бев свесен за околностите. И еден од проблемите кои го детектиравме е и една од тезите која се шири низ јавноста дека намерно се подпалува дрво за производство на одредени производи и за злоупотреба, нели, за да се искористи тоа дрво за загревање. Повторно ќе кажам, мораме да понудиме нешто различно и тоа го правиме во моментот. Во законска процедура е новиот закон за шумарство. Во тој закон инсистирав на моје барање да ги промениме условите како да ги проредиме боровите култури. Тоа е еден процес кој и како касниме како држава. Знаете, 60-тите, 70-тите години имаме масовни пошумувања со фондот за шуми. Меѓутоа, овие култури се оставени на немилост и баш поради тоа што не се проредувани, често пати пожарите таму многу тешко се гаснат и имаме проблеми. Тоа што јас го инсистирав е да ја поедноставам процедурата, проредите да се прават многу едноставно, да бидат по мала цена и да ги третираме тоа дрвна маса како биомаса, да биде стриктно наменета за производство на енергија, која нема да конкурира на дрвото како производ и на некој начин на пазарот ќе понудиме ефтин производ за сите кои произведуваат пред се пелети и овие нели помалку брикети и така натаму. Ова зашто го донесов како одлука? Затоа што ние сме увосно зависни од увоз на пелети, така да домашното производство нема да ни биде конкуренција на нас, а во секој случај ќе направиме две добри работи. Ќе имаат тие суровина, нема да бркаат, нели, опожарено дрво, а од друга страна ние ќе добиеме финансиски инпут, од трета страна сега веќе малку го зголемувам моментот, ќе направиме и добра работа за огледување на боровите култури, затоа што тоа е неопходно и како шумарска мерка. Покрај тоа што говориме за криминал кога зборуваме за дрвократството и нелегално сечење на дрвата, мораме да споменеме дека дрвократството, односно уништувањето на шумите, има сериозни и еколошки, но и климатски последици, што не смееме да го занемариме. Така, целата филозофија на шумата е да ја сакаме. Затоа што во суштина шумата е непосредно поврзана со развојот на било кое општество, во било кој историски контекст. Па една од девизите, нели, покрај образованието, уништија шумата на одредена нација и таа ќе пропадне. Затоа што во суштина шумата, благодетот на шумата е мултиплициран. Вода, воден режим, кислород, квалитет на клима, многу работи се поврзани со шумата и квалитетот на шумските екосистеми. И затоа секој пожар, секое дрвократство, секое лошо дејание во шума и како се одразува на екологијата. Затоа сме тука да работиме, да ги расчистиме овие работи, се во интерес на шумата и да направиме конечно шумарство кое ќе биде по еден нормален, модерен, европски терк, се со цел да го доближиме шумарството повторно до граѓаните, да ја сакаат шумата, да бидат во шумата, да немаме вакви ситуации, да мораме да правиме забрани за движење во шума,
туку да луѓето бидат во шума. Тоа што го правиме во моментот како мерка забрана за движење во шумата. Тоа што сакам следно да ве прашам, ќе тоа објасните. Ќе објаснам на граѓаните само од една причина. Ќе изгубат 5 минути да се пријават, готово и да не сме одбиле барање за присуство во шума. Само ни е битно многу да знаеме кој влегува во шума. Не станува збор за класична забрана, туку регулирано движење. Евидентирање кој влегува во шума и каде ќе се движи. Тоа ни е многу битно за да можеме полесно да се концентрираме кон следењето на тоа што значи нелегално движење во шума, подметнување на пожари и така натаму. Значи тука веќе сакаме да направиме еден исчекор и конечно да ги сузбиеме тие пожарите како голема еколошка катастрофа. Најавено и во медиумите, и ние денеска најавуваме, забраната започнува од 1 јули, ќе трае до 31 август 2025 година, но клучно прашање и кратко ќе ми одговорите, бидејќи сме на крај од разговорот, дали оваа мерка може да го намали дрвократството и да се има поголема контрола за заштита на шумите? Па во секој случај очекуваме на некој начин да видиме кој ќе влегува, кој ќе излегува во шума, меѓутоа сепак и шумата е, како да ви кажам, отворен магазин. Не е еден пат, има илјадници патишта кои водат до шумата и сите тие што често пати се склони кон девијантни појави, кон кражби, ајде да не бирам зборови, користат такви алтернативни патишта и обично знаат дека главните артерии се чувани од нас или од шумска полиција или од МВР. Меѓутоа, во секој случај, ќе знаеме дека тој што влегол во шума на нелегален начин, непријавен, во секој случај, и очекуваме и тука резултати. Јас само ќе потврдам тоа што го кажав на почетокот на емисијата, како граѓани на Македонија горди сме на шумите како наше природно богатство, но оваа слика да не дозволиме да ни ја грди фактот дека нелегално ги уништуваме шумите, туку сите заеднички да се грижиме за нив. Ви благодарам многу за гостувањето. Ви благодарам на поканата, се во интерес на шумите.